Изборите се тек во мај, ама владеачката СРСМ на големо веќе почна со изборната кампања. И тоа ни помалку, ни повеќе, фалејќи се со реализираните антикризни мерки кои ги донесоа токму во предизборието. Огромен дел од аналитичарите и познавачите ги окарактеризираа мерките како своевиден предизборен подкуп. Од истите важат точно до месец мај, месецот кога и се гласа за нова влада. Па така ако се шетате или возите на кај парк, може да видите на огромен билборд како СРСМ кои 7 години ја водат оваа држава. Ни кажуваат како им помогнале на учениците со финансиска помош од 1200 денари за основците и 1800 денари за средношколците, и тоа не за сите. Спорно е тоа што иако парите се одвоени од буџетот кој го полнат граѓаните, СРСМ преку билборди тоа си го припишуваат како своја заслуга. А токму учениците беа оние кои меѓу другото немаат повеќе од 1,5 година учебници, учат од скрипти и прибелешки фатени на час. Ако продолжите со возење на кај собрание пак, и тука има голема реклама, но сега за пензионерите. Колку пари им дале дополнително, но и овие пари нема редовно да ги примаат највозрастните, туку само од декември минатата година до мај годинава. Овие средства владата ги обезбеди како помош во 9-тиот пакет на антикризни мерки. Овие мерки стапија на сцена само неколку месеци откако сите поголеми градови беа блокирани од протестите на највозрастните, кои бараа линеарно покачување на пензиите и минималната пензија да изнесува колку минималната плата, за барем да можат лекови и храна да си купат, а не да бираат што е приоритет. Владата тоа не го исполни, само им даде по некој илјадарка плюс и тоа на одредено време. И додека минатата година сметките за струја го достигнаа својот врв, граѓаните од страф не пуштаа грејење, СРСМ се пофалија дека субвенционирале дел од сметките за струја дури 90%. Зошто тогаш ги покачија толку енормно ако решиле да ги субвенционираат? Но не се само билборди во прашање. Владеачката гарнитура, која имаше 7 години да направи промени и да го подобри животот на граѓаните, секојдневно со едните исти пресконференции ветува изголемување на платите. Затоа СДСМ и во новиот мандат, во новата програма, ќе работиме да дојдеме до над 1000 евра просечна плата и минимална плата од 600 евра. Со правилни политики ова е достижно, затоа што ние покажавме дека овие историски највисоки нивоа кои ги денес ги имаме се исто така достижни. Ова го зборува Каевски, кога инфлацијата си го зема својот данок, а животниот стандард толку порасна што порастот на платите кај некои семејства воопшто и не ја покрива разликата. СРСМ веќе почна и со партиски средби со граѓани, каде и овој пат ветуваат подобар живот, нешто што во двата мандати народот не го забележа.